Елиезер. За патот. За вистината. За живот. Добар ви ден на сите оние кои што го барате патот, вистината и животот. Започнува уште едно ново издание на Елиезер. Можеме да кажеме од што се плаши непријателот во врска со нашиот живот по препознавањето на она на што напаѓа. Ѓаволот живее во реакција на реалности и веднаш штом препознае нешто што ние би можеле да го откриеме, тогаш напаѓа. Понекогаш неговите напади се многу отворени, екстремни, како што се трагедиите, потешкотиите, траумите и така натаму. Но најчестиот напад на ѓаволот се неговите прашања. Господ Бог не се плаши од прашања. Не станува збор за прашањата, туку за моментот кога ѓаволот ќе не наведе да го поставуваме неговото прашање, да се запрашуваме, а тоа секогаш води кон измама и неверување. Измамата во почетокот не се забележува, бидејќи е во форма на изместување на нешто што е вистинско. Кога Господ поставува прашање, тоа е секогаш со цел да не доведе до разбирање на посилна вера. Во Христовото воскресение се наоѓа шаблонот, моќта, условот за да се подигне целосно нова генерација на луѓе. Секој кој е наново роден е ново битие, нешто што претходно не постоело. Првото паѓање на Адам и Ева во Едемската градина, место на безпрекорна убавина, изобилство од се. Кај последниот Адам, Исус, наместо загуба, гледаме успех, пробив. Исус беше ставен на искушување од ѓаволот. Можеме да станеме посвесни за важни работи штом застанеме и препознаеме кон што ѓаволот таргетира, односно која му е целта. Од што се плаши ѓаволот? Тој го напаѓа само она што му е закана. Кога сме под напад, ѓаволот од која било причина, тоа е затоа што сме му закана и сме блиску до победа. Она што тој го прави со неговите обиди да го таргетира нашиот живот е да се свртиме внатре кон себе, наместо кон Бога. Тогаш си ја преиспитуваме нашата духовност, тоест ја преиспитуваме нашата врз основа на неговата. Во послание до Римјаните 5 глава пишува: Затоа, како што гревот влезе во светот преку еден човек, а преку гревот смртта, по таков начин и смртта премине на сите луѓе преку еден човек, оти сите сгрешија. Ако со престапувањето на еден смртта царува преку едниот, тоа многу повеќе оние што ја примија благодата и дарот изобилно, ќе царуваат во животот преку единиот Исус Христос. Третата глава од Битие започнува вака. Но змијата беше полукава од сите цверови полски, што ги создаде Господ Бог, па ја рече на жената: Вистина ли е дека Бог рекол да не јадете од ниедно дрво во рајот? А жената и рече на змијата: Ние јадеме род од секој дрво во рајот, само од родот на она дрво среде рајот. Рече Бог: Не јадете и не се допирајте до него за да не умрете. Тогаш змијата и рече на жената: Не, вие нема да умрете. Бог знае оти оној ден кога ќе вкусите од него ќе ви се отворат очите, па ќе станете како богови и ќе знаете што е добро, а што зло.
И жената, гледајќи дека родот на дрвото е добар за јадење, убав за гледање и дека дрвото е пожелно поради знаењето, набра род од него и јаде, па му даде и на мажот свој, та и тој вкуси. Тогаш им се отворија очите на обајцата и увидоа дека се голи, па исплетоа лиси од смокви и се направија облека. И го чуја гласот на Господа Бога, кога он одеше низ рајот во приквечерината, и се сокрија Адам и жена му. Но Господ Бог го повика Адама и му рече: Адаме, каде си? Бог го прашува Адам каде, не од причина што не знае каде е Адам, туку дека Адам не знаеше каде се наоѓа себе си. Кога Бог поставува прашање, е поразлично од прашањето што го поставува ѓаволот. Ѓаволот секогаш се обидува да не наведе на измама и евентуално неверување, а неверувањето е партнерување со демонското. Кога Исус поставува прашање, тоа секогаш е за да ја зголеми свесноста за тоа која е вистината, да не воведе во разбирање, во откривање на поголема вера. Така што, Бог го прашува Адам: Адаме, каде си? Првото искушение не беше да се изеде забранетото јаболко, туку да се запрашаш што рече Бог. Змијата отиде кај Адам и Ева и ги запраша: вистина ли е дека Бог рекол? Во еден момент мора да дојдеме до степен во кој ќе донесеме одлука како верници. Колку побрзо, толку подобро. Мораме да решиме да одлучиме дека ќе живееме во целосна доверба во Божиот збор. Светото писмо е единствената книга која е жива и во која, кога ја читаш, се појавува самиот автор. Значајно е да се разбере дека неговите зборови даваат живот. Исус во Евангелие според Јован говори: вистина, вистина ви кажувам, ако не го јадете телото на Синот човечки, не ја пиете крвта негова, не ќе имате живот во себе. Кој го јаде моето тело, ја пие мојата крв, има живот вечен и јас ќе го воскреснам во последниот ден. Зашто моето тело е вистинска храна и мојата крв вистинско питие. Кој јаде од моето тело и пие од мојата крв, ќе биде во мене и јас во него. Како што ме прати живиот Отец, јас живеам преку Отецот, така и тој што јаде од мене ќе живее преку мене. Ова е лебот што слезе од небото, а не како татковците ваши што јаде мана и изумреа. Кој јаде од овој леб, ќе живее довека. Овие зборови никој не ги разбра и говореа: тешки се овие зборови, кој може да ги слуша? И апостолите не го разбра, но одлучија да бидат со него и да поверуваат во неговите зборови велејќи: Господи, при кого ќе отидеме? Ти имаш зборови за живот вечен и ние поверувавме и познавме дека ти си Христос, Син на живиот Бог. Со други зборови, тие сакаа да кажат: може би не те разбираме како што треба, но штом ти прозбориш, ние оживуваме. Затоа, ние треба да сакаме, да сме склони кон учење, потреба од соединување со Божиот збор. Исто како што подоцна Исус вели: ако останете во мене и зборовите мои во вас, тогаш што и да посакате, барајте и ќе биде. Целта е неговиот збор да се вткае во нашето постоење, во нашето тело, во нашите мисли, во нашиот дух, а со тоа да раѓа Божја реалност. So long you thought I didn't hear you. You thought I didn't see you. You even thought that maybe I didn't care. But I have seen the whole time. I've held every word in my heart. And I've come with your deliverance.
'cause this is how the battle is won. Oh, 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 oh. Your help has come, your help has come, 'cause this is how the battle is won. Oh, oh, oh. Your battle is won. Your battle is won. To open wide now and feel my love come like sweet thick honey, covering all of you, covering all of you, and open wide now and feel my love come like thick warm honey, covering all of you, 'cause I'm surrounding every part of you. Oh, my angel armies, oh, my angel armies to defend you. And this is how your battle's won. This is how the battle's done. I've come, your great and mighty defender. It's time now to rest in me. It's time now to rest and receive. 'Cause for so long you've tried to do it all on your own. Прашањето, дали Господ рече така, беше почетокот на падот на човештвото, односно сомнежот во вистинитоста на она што го рече Бог. Доколку ѓаволот не успее да не убеди дека не веруваме во Божиот збор, тогаш ќе се обиде да не убеди дека не го слушаме Божиот глас. Тој ја бара слабата точка и ќе се обидува да не пренасочи од свесноста дека ние сме дизајнирани да го слушаме Божиот збор. Тоа е дар. Сите наши сетила, емоции, тело, дух, се е дизајнирано за да го чуеме и восприемиме неговиот глас. Навистина, невозможно е да не се чуе Божиот глас и да се игнорира истиот. Во Евангелие според Лука пишува: Исполнет со Дух Свети Исус се врати од Јордан и беше одведен од Духот во пустина. 40 дена го искушуваше ѓаволот и ништо не јаде во тие дни, а кога изминаа тие, најпосле огладне. И му рече ѓаволот: Ако си син Божи, кажи му на овој камен да стане леп. А Исус му одговори и рече: Напишано е дека не само со леп ќе живее човекот, туку од секој збор Божи. И кога го одведе на една висока планина, ѓаволот му ги покажа наеднаш сите царства на светот. И му рече: Тебе ќе ти ја дадам сета оваа власт и нивната слава, зашто мене ми е предадена и ја давам кому што сакам. Ако ми се поклониш, сето тоа ќе биде твое. Но Исус му одговори и рече: Бегај од мене, Сатана, оти е напишано: На Господа, твојот Бог, клањај му се и само нему служи му. И го одведе во Ерусалим и го постави на храмовиот покрив, па му рече: Ако си син Божи, фрли се одовде долу. Зашто е напишано: На ангелите своји ќе им заповеда за тебе да те запазат и на рацете ќе те земат, за никако да не ја сопнеш ногата своја на камен. И Исус му одговори и рече: Кажано е, не искушувај го Господа својот Бог. Па како заврши ѓаволот со сите искушенија, отиде од него за некое време. Како што пишува, Светиот Дух беше со и во Исус Христос. Кога Бог дозволува да бидеме во конфликт, никогаш не е казна за нас, туку секогаш е казна за ѓаволот. Да повторам, кога Бог дозволува да бидеме во конфликт, никогаш не е казна за нас, туку секогаш е казна за ѓаволот, а не обратно.
да ни е јасно. Не постои надпревар помеѓу Бог и ѓаволот. Не е ни вредно тоа да се споменува. Со еден збор, ѓаволот е уништен и му е одземена сета моќ. Бог само го користи него и неговите демони како тренинг простор за мене и за тебе, кои ќе владееме со Христос за вечност. И секогаш кога сме на бојното поле со ѓаволот, Бог не опремил за победа. Единствената можност што ѓаволот ја има е да не стави во сомнеш, за прашување за тоа што Бог кажа или пак за тоа кои сме ние. Ние сме живи, бидејќи Бог кажува. Живееме, бидејќи Тој зборува. Како што пишува, Тој изговори и настана земјата и небото. Светлино биди и би светлина. Преку збор Бог создава. Неговиот збор го одржува секој молекул на место на оваа земја и универзум. Да се разбереме, Бог го создаде универзумот. Универзумот не создава ништо, многумина го гледат универзумот како Бог и им е идол, и му служат како да е Бог, и дека универзумот им праќа мисли. Бог е како лепило што е соединува и држи се на едно место. Бог не одржува и не носи во живот со неговиот глас преку читање на неговиот збор. Како што пишува во послание до римјаните. Верата доаѓа преку слушањето и слушањето преку Божјиот збор. Овој стих не сака да каже дека ако само физички со нашите уши го слушаме Божјиот збор ќе поверуваме, туку слушањето, разбирањето со нашата внатрешност, нашиот дух. Зборот Божји треба да продре во нас, во нашето постоење, а не само да се слуша како информација. Можеме и напамет да го научиме Божјиот збор, но доколку истиот не се вселил, не се насадил во нашето срце и не обновил, тогаш се е залудно. Тој процес на слушање се однесува на слушање во сегашно време, а не на она што било слушнато. Тоа е момент на взаемна врска со нас и Бога во овој момент. Тоа е како што вели Исус: ако останете во мене и зборовите мои во вас. Токму таа врска не прави достапни за вера. Верата е за денес, за денешните проблеми и предизвици. Ако имаме волја да го послушаме Бог пред да проговори, тогаш ќе го привлечеме неговиот глас. Бог сака да не привлече, да не научи на она што тој обрнува внимание и ние да обрнуваме внимание. Првото искушение на Исус од ѓаволот беше со прашањето: ако си син Божји? Ѓаволот никако не можеше да го искушува Исус со тоа прашање дека по некоја веројатност Исус ќе одговори. Туку, ѓаволот сакаше да го наведе Исус да го докажува својот идентитет во услови на несигурност. Ние правиме нелогични и бесмислени работи кога се чувствуваме несигурни. А кога сме несигурни, телесното доминира. А за да се привлече Бог, треба да доминира духот. Затоа, многу работи не функционираат во нашиот живот токму од таа несигурност. Се поставува прашањето: што му рече небесниот татко на Исус пред да оди во пустината? Да погледнеме неколку стихови наназад. Исус по крштевањето се помоли на Бога, се отвори небото и Светиот Дух слезе на него во телесен вид како гулаб и се чу глас од небото кој велеше: Ти си мојот возљубен син, во тебе е мојата волја. Можеме да увидиме дека ѓаволот секогаш ќе се обиде да го нападне она што Бог последно ни го кажал. Тој не може да не промени од она што сме, туку да ја разниша само довербата во она кои сме ние. Тој два пати го наведува Исус кон запрашување: ако си син Божји, направи го тоа. Ѓаволот напорно работи да го разруши нашиот идентитет. За жал, сведоци сме на делата на ѓаволот изместувајќи ги нормите за многу нешта во сеопштото човечко битисување. Дури поаѓајќи од најзначајната креација на Господ Бог како маж
и жена. Па многумина, паднати во стапицата на ѓаволот, ги прифаќаат наметнатите прашања од типот дали се маж или жена. Дека гревот е забава, дека причинувањето штета малку некому е ништо значајно и така редом. Наметнатите прашања на непријателот не водат кон Христос, а прашањата на Христос секогаш водат кон осознавање и откривање, секогаш водат кон вера, кон мир, кон светлина. Има дизајн во нашиот живот, бидејќи има дизајнер, односно Бог. Дизајнерот креира дизајн. Дизајнот навестува цел. Целта навестува судбина, а судбината бара одговорност. Ако се измести барем дел од овој редослед, наоѓаме луѓе кои живеат сами за себе, наместо за она што Бог ги создал. Направени сме по Божја слика, совршени и уникатни, и толку многу вредни што се исплаќа да се умре за нас, како што го стори тоа за нас Исус Христос. Свесни ли сме колку сме вредни? Сите сме вредни, буквално сите. Нашиот небесен татко не направил сите такви, вредни, непроценливи. Со дарот што ни го дава нашиот татко преку Исус Христос, не само што сме спасени да не одиме во пеколот, туку сме дел од едно големо семејство кое треба да ја исполни полнотата на Бог, правејќи величествени работи. Преку нас се покажува целосниот триумф на Исус на земјата секој ден. Ние сме избрана раса, синови и ќерки на небесниот цар, за преку нас да се изрази неговата слава. Ова е привилегијата на животот, да се живее за славата на небесниот татко. Да обрнеме внимание на двете основни прашања на измама од страна на ѓаволот. Што рече Бог и кој сум јас? Затоа да не забораваме кои сме и зашто сме дизајнирани. Воспротивно, ѓаволот ќе не навлече во неговата мрежа на измама и илузија и постојано ќе го имаме прашањето кој сум јас? Ве поздравувам, драги мои. Ја следевте емисијата Елиезер, автор и водител Елена Ѓуѓевска-Костадиновиќ, во соработка со и под покровителство на Господ Исус Христос и Светиот Дух. Почитуван слушателу, имам прашање за тебе. Доколку твоето срце престане да чука во следните неколку минути, дали си помирен со Бога? Дали знаеш каде ќе ја поминеш вечноста? Ако не знаеш, би сакала да се помолам заедно со тебе. Не сум тука за да осудам никого. Тука сум да ти помогнам да го пронајдеш новиот почеток. Знам дека ова доаѓа само од личниот однос со Исус Христос. Ако не си во мир со Господ, или си застрнел од патот, или ти треба нов свеж почеток, ќе те замолам да станеш таме каде што си и ќе се помолиме заедно. Не можам да помислам на подобар момент за победа од овој. Бог не ти е лут и гневен. Твоите гребови веќе се опростени. Се што треба да направиш е да го прифатиш подарокот од Исус Христос, спасението. Ќе го направиш ли тоа денес? Непријателот во мислите ќе ти рече: направи го тоа подоцна, утре, следната недела. А Библијата вели: денес е денот за спасение. Не го слушаш ова по случајност. Исус вели: ако не се срамиш од мене пред луѓето, јас нема да се срамам од тебе пред мојот татко на небото. Ако ти треба свеж почеток, застани и ќе се помолиме. Знам дека е потребна храброст да се застане, но во моментов ангелите се радуваат за тебе. Би сакала да ти ја дадам можноста да го признаеш Исус Христос за свој Господар. Ќе се помолиш ли?
само повтори: Мил Господе, јас сум грешник. Сгрешив против Тебе и многу ми е жал. Верувам дека крвта на Исус ги чисти сите мои гревови и дека Ти повеќе не ги помниш. И сега кога сум чист, чиста, Те барам, Господе Исусе, дојди и живеј во мене. Биди мој спасител, Ти си мој Господар. Јас сакам да го доживеам моето лично искуство со Тебе. Амин. Елиезер,